Тема образование. Пред какви предизвици се исправени наставниците за да постигнат успех учениците, која е најважната алка во цел тој процес? Во ера на дигитализација и многу можности, кој е најголемиот предизвик за наставниците? Разговараме со Јана Трајковска, таа е наставник во основното училиште Киро Глигоров од Центар. Добро утро. Добро утро, Јована. Благодарам за поканата да бидам гостин денес во вашата утринска емисија. Навистина се чувствувам прекрасно. Јана, ако зборуваме дека премногу можности имаме, дека живееме во ера на дигитализација, дека учениците доаѓаат до информации со брзина на светлината и многу се вешти во цел тој процес, знаат нас да не претркат родителите, верувам и вас наставниците, ќе го издвоите тоа како прв и најголем предизвик со кој што се соочувате? Така, живењето во една ера каде што технологијата оди од ден во ден напред е навистина огромен предизвик, особено затоа што учениците, па ние наставниците, вие родителите сме постојано обкружени со социјални мрежи и со интернет. Интернетот е една манипулативна алатка која што треба и такако, на која што и такако треба да ја пристапиме внимателно. И ние возрастните, но и децата. Нашиот најголем предизвик како наставници е да ги насочиме децата правилно да го користат интернетот, бидејќи освен оние социјални мрежи кои што се тренд моментално, TikTok, рилсовите на Instagram, треба да им покажеме на децата како да истражуваат, односно да ја разбудиме кај нив истражувачката можност, како да се заштитат пред се на интернет, бидејќи освен оние добри можности кои што ги нуди интернетот, нуди можности кои што можат да бидат многу опасни пред се по нивната сигурност. Живењето во ера на лажни вести може исто така да предизвикува огромен предизвик и затоа ние наставниците треба да се стремиме медиумски да ги описмениме нашите ученици пред се како да пристапат кон интернетот, како да пристапат кон технологијата и како да ја користат за корисни цели. Се поголемото внесување на паметната интелигенција, нели оној ChatGPT кој што е тренд кај младите, да, тоа е супер, но треба да знае како правилно, нели како правилно да пристапиме да го користиме за работи кои што нам ќе ни донесат бенефит, а нема да наштетат на останатите. Колку наставничкиот кадар е подготвен да биде во тек со технологијата, со оглед на различните возрасти кои што се присутни се уште во наставниот кадар, колку просветните работници можат прво тие самите да бидат обучени, да го користат за добро интернетот и сите паметни алатки кои што ги имаме, а потоа и тоа знаење да го користат во односот, нели, интеракцијата со учениците. Прв пат кога се соочивме со активно користење нови алатки, мислам дека беше ковид пандемијата, бидејќи тогаш моравме, сакале или некеле, моравме да се префрлиме од училница пред компјутери. Тоа беше огромен предизвик, затоа што голем дел од наставничкиот кадар беше во повозрастни години, не им беа доволно познати сите овие мултимедијални алатки, но со текот на времето мислам дека доволно навлеговме, па и еве веќе по ковид пандемијата ги користиме. Голем дел од тие платформи ги користиме за поинтерактивно да ги одржуваме часовите, некако подобро да добиваме информации кога се во прашање, учениците кога се во прашање спремањето на часовите, но е потребно, технологијата од ден во ден се менува, потребно ние од ден во ден да растеме во поглед на нашето усовршување кон работата со интернет алатките, кон работата со оние мултимедијални програми кои што го леснуваат одржувањето на часови и организирањето на настава. Јана, ја споминавте пандемијата, некако пост-ковид пандемијата си остави белег на образованието, не дека предходно немавме лоши резултати на PISA тестирањето, за кој многу се зборува сега, особено за мајчиниот јазик, колку се негативни резултатите споредбено години предходно. Како образованието да се избори во целиот овој процес, како да застане на здрави нозе, што е потребно? Видете, ковид пандемијата и такако остави траги во наш, па не само во нашиот образовен систем, остави траги на глобално ниво. Не беше лесно децата од училница да се дома да се внесат да работат, а не беше ни лесно од дома да се вратат повторно во училница. PISA тестирањето, да, кај нас бележи навистина ниски резултати и тоа треба сите да го сватиме сериозно. Кога велам сите, не само учениците, затоа што нели они се оние први кои што се на таргет, дека они се навистина
на виновниците за тоа, но тука треба да учествуваат и родителите и ние наставниците. Тоа е тој триаголник кој што треба кај нас повторно да функционира. Родител, дете, наставник, да се врати до вербата во образовниот систем, кога ние ќе имаме доверба од родителите и кога децата ќе имаат па малку поголема почит кон нас и ќе ни се одадат целосно, мислам дека ќе се подобрат и писа резултатите. Мајчиниот јазик беше еден од најслабо рангираните од сите оние делови кои што се тестира. За жал. За жал, да. Јас иако не сум професор по мајчин јазик, навистина многу пати се натажувам кога ќе видам дека децата повеќе преферираат англиски. Да, ние живееме во една ера кога англискиот јазик станува светски јазик, но треба да го цениме мајчиниот. Впрочем, минали неодамно го прославувавме денот на мајчиниот јазик, каде што спремавме разни активности во училиште. Треба да ги потикнуваме децата да читаат повеќе на мајчин јазик, да се изразуваат, да има добра тековна мисла. Кога ќе има добра тековна мисла, која што надоаѓа од добар вокабулар, добар фонд на зборови, тогаш нема да има проблем. Сите ние размислуваме прво на македонски, а потоа на странскиот јазик. Родени сме така се вели, он јазикот на кој што размислуваш е твојот мајчин јазик. Имаме толку прекрасни автори кои што мислам дека може учениците да уживаат во читањето. Училиштата во Англија, извини Јована, само во овој контекст. Училиштата во Англија добија нови упатства наменети за забрана на употребата на мобилните телефони или смартфоните за време на часовите. Со цел се вели владата со овој потек планира, односно овој потек е дел на владата на Англија од планот за минимизирање на нарушувањата и подобрување на однесувањето во училниците. Дали во Македонија учениците се однесуваат така како што треба на часовите, дали се присутни, дали ги користат паметните телефони и зашто ги користат? Ова беше огромен предизвик. Во мојот училиштето каде што јас работам, училиштето Киро Глигоров во општина Центар, од ова учебна година или од почетокот имаме договор децата да ги оставаат мобилните телефони на посебни места. Тоа се најчесто кутии со џипчиња или шкафче, се со цел да има поголема концентрација на часовите. Верувате, тоа е навистина тешко, затоа што децата на почетокот тоа го доживеа многу трагично, затоа како казна. Како казна, дека ние сега тука кој знае што им правиме, им ги земаме телефоните, попречуваме они да се допишуваат постојано на социјалните мрежи, но со текот на времето видоа дека тоа навистина за нивно добро, не само за концентрацијата на часот, туку и за меѓусебната социјализација. Бидејќи кога се телефоните во нив, они постојано гледаат во екраните, комуникацијата која што јас сум имала со другарчињата кога сум била на нивна возраст, како полека да замираше. Јас сум согласна со таа мерка телефоните да бидат на страна од децата, затоа што часот може да биде доволно интересен, да биде доволно мултимедијален за да им го задржи вниманието. Впрочем, наставниците се повеќе се стремат кон тоа. Поинтересен час, посреќни деца и посреќен наставник, затоа што постигнал една убава цел во текот на денот. И сега кога сме во пресред на 8 март, наставничките, професорките од предшколска, школска возраст добиваат рози, добиваат подароци. Вие направивте еден интересен и навистина за поздравување апел сите наставници од училиштето Киро Глигоров, апел до родителите да не купуваат подароци, туку средствата да ги наменат во хумани цели. И ова го кажам од причина што навистина нека биде поттик до сите да се придружат во оваа акција, која што пријатно ми изненади искрено. Јас кога вчера дознав за гестот и навистина сум многу позитивно изненадена и ви искористувам прилика да ги поздравам колешките чија што идеја од каде што произлегла. Да, јас сум согласна за тоа, бидејќи празникот 8 март не е празник за купување подароци, за одење во кафеана, не е празник за попусти. Треба да се подсетиме на женските права. Роза Луксембург и Клара Цетки не се бореле за 20% попуст во сите молови визги. Да, значењето е поинакво и треба промената да дојде токму од училницата. Ева јас за утре веќе спремам работилница заедно со моите ученици да позборуваме малку за правата на жените, гледајќи низ призмата на историјата за Клара Цеткин, Роза Луксембург, Накија Бајрам, и кога децата ќе разберат дека не е празник на тетката, на бабата, на мајката, туку празник
верник на сите жени нивната равноправност, мислам дека перцепцијата кон купување подароци ќе се промени. И ви апел до родителите дека 8 март не е поле за меѓусебно надпреварување кој каков подарок. Подарок ќе донесе на наставничката, наставничките се што сакаат да имаат почит и да имаат добра соработка со децата и со родителите. Во текот на целата година, секој ден од годината, во Треба текот да на сите години. А наставникот ја поставува основата во образованието, не само основата туку во образованието, туку и во целосно каква личност ќе се изгради утре тој млад човек во општеството. Дали се сеќаваш на првата наставничка? Наставничките секогаш се Миријана памтат. Гилевска, да, во основното училиште 29 ноември, сега Војдан Чернодрински во Тафталиџе доаѓа, да. Така, мојата беше Миријана Миговска од Лазо Ангеловски и мислам дека наставничките се оние кои што се паметат цел живот, секогаш ќе ја спомнувам. Посакувам да оваа нова генерација, млада генерација да чувствува таква почит кон наставниците, а дали ќе се согласите со мене дека клучот е во тоа наставникот, ја споменавте работилницата, како ќе го привлече вниманието на учениците? Да, порано, еве да речеме јас кога сум била ученик, наставата била повеќе фронтална. Можеби ние сме биле такви генерации на деца кои што не сме биле толку пред екрани, па така не било интересно. Сега кај учениците, ако им пристапиме со фронтален пристап, концентрацијата паѓа во првите 5 до 10 минути, па еден гледа преку прозор, еден зборува, друг гледа на страна. Потребна повеќе интерактивна настава. Денешните деца се деца кои што меморираат преку фотографии, меморираат преку нешто кое што им ги менува сликите пред видикот. Не се научени толку на читање долги текстови, не се научени на не знам да слушаат некој постојано, туку сакаат и тие да бидат вклучени заедно во часот. Па така се стремиме, јас и моите колеги на работа се стремиме што е можно повеќе да внесуваме новитети во часот. Децата да се почувствуваат дека се на исто ниво заедно со нас. Јана, благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата.